Пред точно 32 години ги паметиме зборовите на првиот председател Киро Глигоров. Да ви ја честитам на сите слободна, суверена и самостојна Македонија. Почитувани низ годините бележевме и успеси и неуспеси. Некои од нив се случија токму на денот на независноста. Успесите не радуваа, но за жал примерите на злоупотреби и системски потврлања ја рушеа довербата во институциите и ја обезвреднуваа самата држава. А цената ја плаќаат оние кои најмалку придонеле за таквите состојби. Учениците во образованието, болните во здравството, сиромашните и младите. Се почесто солидарноста и емпатијата започнаа да им отстапуваат место на себичноста и апатијата, а тој е амбиент во кој луѓето не сакаат да живеат. Почитувани сограѓани, знам дека ова не се вообичаени празнични пораки, но се неопходни, затоа што граѓаните на 8 септември 1991 гласаа за уредена и просперитетна Македонија, која се уште ја нема. Денес нам ни е потребен нов колективен напор, но при тоа карактерот на тој потфат треба да биде соодветен со времето во кое живее. Од нас денес не се бара илинденскиот или партизанскиот хероизам наспроти тиранијата. Од нас денес се бара да имаме функционални институции, законите да важат подеднакво за сите и општествени реформи од кои благодет ќе видат граѓаните, а не само оние кои се привилегирани. Смислата на постоењето на Републиката е да го оствариме заедно она што не можеме да го постигнеме засебно – слобода, правда, економска благосостојба и соживот. Како што секој успех на македонската држава досега е плод на заеднички напори, така и речиси секој системски неуспех е последица на отстапувањето од тој принцип. Крајно време е да потврдиме дека сме способни и во практика, а не само со зборови, да се справиме со сериозните проблеми со кои се соочуваме во долгиот тунел на транзицијата која никако да ја заврши. Државата има многу умни и доблесни луѓе со образ, луѓе домаќини кои можат да го обноват духот на Македонската република врз основа на темелните уставни и општо цивилизацијски вредности. Само така ќе го зачуваме зрното надеж дека по повеќе од 3 децении конечно ќе имаме европска и демократска Македонија во која младите ќе сакаат да живеат и просперираат. Убеден сум дека имаме и сили и волја за такво нешто. Нека ни е честит денот на независноста, да ни е вечна Македонската република.